Благодарам, господине Джафери. Почитуван Заев, почитувана македонска јавност, еве да подсетиме, бидејќи долго дискутираме, ние имаме точка на дневен ред, предлог за разрешување членови на влада. И сега еден пријател, случајно ме сретна вака пред собрание, ми вели, уште нова да му ставите европско знаменце и представата ќе биде целосна. Тука Артан Груби, сигурно не сте се консултирале за ова. Вашето обраќање, почитуван премиер, беше обраќање на премиер кој апсолутно е задоволен од работата на своите министри. А на граѓаните, после првиот круг од претседателските избори, им велите, и сакате да ви веруваат, ја разбравме вашата порака, граѓаните гласале против неуспешните политики на вашата влада, сигурно на тоа мислевте, и им ветивте метла. Денеска, сигурно вие веќе знаете, и сте уверени зошто граѓаните не ви веруваат. Ако на ваква метла мислевте, тогаш вака во еден образовен жаргон професорски темата, господине Заев, сте ја погрешиле. Велите, сме исплашени од повисоките плати што ќе ги доставите до граѓаните на Република Македонија, ќе ги исплатите, од повисоките пензии кои што ќе дојдат, од повисоките субвенции кои што ќе дојдат. Не сме исплашени, господине Заев. Напротив, ние ве охрабруваме да го направите тоа. Но проблемот и кај нас, на оваа страна пратениците од ВМРО, ДПМН и коалицијата, но и кај граѓаните на Република Македонија е во тоа што не ви веруваат. Вие пред само месец дена, не пол месец дена рековте, пред целата македонска јавност и европска светска јавност, дека ако нема датум за преговори во јуни или во јули, тогаш одиме на избори. Избори нити има, нити се во најава. Затоа, во еден вака филмски вокабулар, ако можам да ја пресликам или да дадам дефиниција, или да ја ставам во една графа, оваа представа која што ја приредивте на македонската јавност, тоа е вистинска трагикомедија. Да не е државата во прашање, да не се граѓаните на Република Македонија во прашање, независно дали се македонци, албанци, турци, срби, бошњаци, дали се христијани, муслимани, атеисти, ова спаѓа во групата на само во групата на трагедија. Тука време и место за комедија нема. Ве молам, бидете навистина, стоите си на зборот, имајте континуитет во вашите ставови и час поскоро. Не реконструкција ради реконструкција, не метла заради метла, туку едноставно вратете го мандатот и вие, и ние на граѓаните на Република Македонија, па тие да одлучат дали блескате во изминатиот период или за тоа ќе ја добиете заслужено. Ви благодарам.